низ поминатите години владата драстично ги намали бројот на приматели на социјална помош од 66.000 во 2006 на 33.000 во 2012 година. На овој начин дополнително ја зголеми сиромаштијата кај социјалните случаи и заштеди пари во буџетот. Истото го направи со невработените лица. Во 2011 година го укина правото на сите невработени лица да имаат право на сини картони. Значи не на бесплатна здравствена заштита, туку само на сини картони. И голем дел од невработените лица мораат на приватно да плаќаат за здравствена заштита, а државата дополнително заштеди и на нив, на нивната мака дополнително заштеди пари. Со дел од овие пари што ги заштеди на социјално најзагрозените лица, на социјалците, на невработените лица, таа си прави реклама и дел од парите, само дел од парите им ги враќаат преку оваа мерка. Исто така, многу е важно да се знае дека наспротив владината реклама, опфатот на лица кои ќе бидат опфатени, кои ќе може да користат привилегиите од оваа мерка е драстично помало од она што се рекламира. Не се работи за сите социјални случаи, за сите невработени лица и за сите лица со инвалидитет дека ќе можат да им се отпишат долговите. Има повеќе критериуми кои ги ограничуваат бројот на приматели на ова еднократно отпишување. Например, сите мораат да имаат долговите да им се подолги од 12 месеци и да им бидат во фаза на наплата. Понатаму, само оние невработени кои се над 12 месеци невработени може да користат и ако се во брак и сопругата да име или сопругот над 12 месеци, понатаму да имаат месечни приходи помали од 8.800 денари и да немаат стан. Бројот на лица невработени кои кои ќе можат да се квалификуваат да ја примаат оваа помош е драстично помала. Дури безобразна станува работата со третата категорија на лица со инвалидитет. Буквално владата им се смее во лице. Значи, дефинирани како тешки болести се само малигните заболувања и церебрално-васкуларните заболувања. Зошто не и кардиоваскуларните заболувања? Зошто владата ги ограничува нив? Тие немаат таа не е тешка болест, срцевата болест. И зошто не церебрално-васкуларни заболувања кои се пред 2009 година? Значи, приматели ќе бидат оние заболени со церебрално-васкуларна болест, кои болеста им настанала само од 2009 наваму, само ако имаат приходи помали од 8.000 денари и само ако се работи за долгови над 12 месеци и само ако е почната фаза на платата. Сите овие 5-6 критериуми драстично го набалуваат опфатот на лица кои ќе бидат опфатени со оваа мерка, драстично помалку отколку владината реклама и ќе нагласам. Поради тоа, средствата кои ќе бидат одвоени се доста мали. Толку мали што ние отворено ја прашуваме владата. Дали средствата кои се наменети, проценката за средствата кои се наменети за помагање на сиромашните се повеќе отколку парите кои ги чинеше за изградба на овој споменик на Питачот со кој во лице му се смее владата на граѓаните. Со оваа мерка повторно владата им се смее во лице на сиромашните луѓе, бидејќи кога ќе одат да видат кои критериуми треба да ги исполнат, ќе сватат дека тие се тешки услови за исполнување. И сметаме, левичарското движење Солидарност смета дека мора системски да се решава проблемот со невработените, не прекјутно да им се намалуваат правата, не да им се кратат средствата, социјалната помош на безвезални работи како пријава на рецепт и за тоа да им се скрати социјалната помош, наместо со вакви средства. И би сакале да им порачаме и на социјалците, социјално загрозените лица, кои ќе се пријават на оваа мерка. Нека сватат, нека одат, нека се пријават, нека се ја олеснат својата сиромаштија. Но нека знаат дека ова се нивни пари, кои претходно владата им ги скрати и дел од тие пари сега им ги враќа назад. Нека не ја третираат ова владина мерка како милостиња на владата кон нив, туку како враќање на дел од парите што претходно им ги одзеде владата.
За колку лица станува збореве? Рековте дека не се опатени сите лица, само дел. Владата зборува за бројка од 80.000 до 100.000 луѓе. Ако се видат критериумите, тогаш ќе се свати дека таа категорија е драстично помала. Например, на целата таа трета категорија на лица со инвалидитет, церебрално-васкуларни заболувања и малигни заболувања, може бројката поради многуте критериуми да не биде повеќе од 100. Исто така мора да се каже дека не се работи за, бидејќи толку се рестриктивни критериумите, не се работи за префрлање на парични надоместоци поголеми од 5.000-6.000 денари во нормални случаеви и кога ќе ги пресметате бројот на лица со просечната сума која ќе му биде издвоена, сигурно сумата нема да премине над 1.000.000 евра, а 1.000.000 евра на буџет од 3 милиарди евра, тоа е срамотно мала сума и е далеку помала од сумата која владата им ја украде на невработените и на сиромашните и на стечајците преку воведување на ригорозни критериуми за примање на социјална помош и преку укинување на правото на сини картони за голем број на невработени лица.